Записникот од вториот состанок на Историската комисија е всушност темелот на билатералниот протокол за кој согласност дале и владата во Скопје и во Софија, објавува бугарската агенција БГНЕС. Протоколот ги поставува конкретните услови што Скопје мора да ги исполни за да го укине бугарското вето, а тоа значи дека постигнатите договори во Комисијата за историски и образовни прашања за светите Кирил и Методи, Климент и Наум Охридски, цар Самуил, богомилството како дел од заедничката историја и идните договори за другите личности од македонската историја ќе се врамат во овој концепт и ќе станат практично бугарски. Според објавата на БГНЕС, тоа ќе значи дека историски не постоел и не постои македонски народ, а оттаму не постои македонско малцинство во Бугарија. Премиерот Димитар Ковачевски не открива дали имаме направено нови отстапки по последната средба со бугарските власти. Наместо конкретен одговор, Ковачевски побрза да се оправда дека протоколот не значил и нов документ со Бугарија, единствено што било подпишано бил договорот за добрососедство. Засега, тврди Ковачевски, не е пристигнат ниту еден документ од Бугарија. Протоколот е всушност статус и понатамошни чекори во однос на спроведувањето на договорот за добрососедство кој што го имаме со Република Бугарија. Значи, протоколот не представува посебен договор или нешто ново кое што се склучува со Република Бугарија. Македонските власти одбираат да молчат и за протоколот и за тоа дали сме го смениле ставот и сега прифаќаме билатералниот спор да стане дел од преговарачката рамка. Ама затоа во пресрет на одлуката на европските лидери, бугарскиот претседател Румен Радев ги зголемува апетитите и вели дека не барале бугарите да бидат вметнати како малцинство во македонскиот устав, туку како државотворен народ. Време за кревање на ветото немало, вели Радев. Двустранните въпроси да се издигнат на ниво. Билатералните прашања треба да се покренат на ниво на Европската унија во преговарачката рамка. Ова не е само билатерален спор околу историјата, тоа се прашања кои се однесуваат на темелите на ЕУ и по многу состаноци и обедувања европските партнери конечно сватија дека пристапот за решавање на овие прашања е во европските рамки, рамноправност на македонските бугари заедно со другите народи, а не малцинство. Никогаш не сме зборувале за малцинство. Иако од македонската влада билатералниот протокол го представуваат како редовна постапка после средбите на двете влади, извори од бугарското собрание за Алфа вела дека предвидено во преговарачката рамка да биде вклучен и билатералниот протокол меѓу Софија и Скопје за имплементација на договорот од 2017. Не знаеме што има во овој протокол и дали во него се вклучени и другите бугарски барања. Тоа ќе биде клучот. Утре во нашиот парламент ќе расправаме за гласање на доверба на премиерот. Ако падне владата, нема кој да преговара со Македонија. Ќе имаме нови избори, вели нашиот извор. Амбасадорите на Европската унија вечерва ќе се сретнат во Луксембург за да разговараат за така наречениот француски предлог за решавање на спорот меѓу Бугарија и Македонија и почеток на преговори за членство со Скопје и Тирана. Ставот на Бугарија за преговарачката рамка предложен од француското претседателство се очекува да го искаже Комисијата за надворешни работи на Националното собрание, откако бугарската влада на 15 јуни ги усвои сите одлуки поврзани со спорот со Македонија.